дозволете да се осврнам две теми. Прво, така наречената фрлена ракавица од страна на премиерот за предвремени парламентарни избори, за кои веќе кажавме дека нема да бидеме алиби. Уште една тема од здравството која што сметам дека е исклучително важна, некако се става по страна, што не изненадува, имајќи го предвид целокупниот пристап на оваа власт према граѓаните или пациентите кои што имаат потреба од некаква здравствена услуга, тоа е дека воопшто тоа не ги интересира. Кажавме дека нема да бидеме алиби за предвремени избори на премиерот Христијан Мицкоски. Очигледно е дека единствениот параметар кој што него го тера да бара избори е тоа што повеќе нема пари во буџетот за неговите криминални тендери. Сега нема ни од каде да се задолжува така лесно, затоа што неговиот ментор Орбан веќе не е на власт, нема од каде да зима кинески пари. Локално нема ниту еден резултат. Нема никакви резултати во економијата, во образованието, во земјоделството, во социјалата. Едноставно се во државата е застането. Луѓето немаат пари, огромни се долговите кон компаниите, близу 200 милиони евра се должи за поврат на ДДВ, нешто што е проблем и поради што многу компании веќе ги затвораат, поради тоа што се соочуваат со ризик во однос на ликвидноста и ги отпуштаат работниците. Гледаме како е падот на странските инвестиции, има пад на индустриското производство, еден тотален непрофесионален начин на водење на државата, комплетна незаинтересираност за било што добро за државата и за граѓаните. За Европа повеќе никој не ни зборува, останавме слепо црево на Балканот и на Европа во моменти кога од Европската унија доаѓаат сигнали дека ќе се забрза патот на Црна Гора, имајќи го предвид хибридното влијание на Србија таму и сите обиди да нема прогрес на европскиот пат на Црна Гора, тоа Европската унија го препознава и го забрзува делот на отворање и затворање на поглавијата, за да што поскоро се заврши тој процес и Црна Гора стане полноправна членка на Европската унија. Многу силно напред, интензивно работи и Албанија. Со нас повеќе никој не се занимава. Никој не спомнува. Наводно има некакви тајни, скришни разговори. Ништо тоа не е вистина. Поради тоа што единствената вистина дека оваа влада не сака во Европа. Поради тоа што не сака јавни, транспарентни, добри институции. Поради тоа што не сака европско обвинителство. Затоа што ќе одговара за своите криминални постапки. И сега во целата оваа ситуација, кога се спремаат очигледно за избори, без разлика дали ќе бидат предвремени или ќе бидат регуларни, тогаш освен медиумите кои што оваа власт веќе ги има, 40% од вкупниот број на медиуми кај нас под контрола на луѓето блиски на Орбан, сега се спрема да влезе и тешката српска артилерија пропагандна, начело со Ало, медија, купуваат медиуми, телевизии, Евронюс е веќе тука, уредници се добро познатите Латас и Ивона, луѓе кои што соработуваа со Груевски, кои што се соработници на српски служби, работат спротивно на интересите на државата, учествуваа во минатото, во палење на американската амбасада, тука кај нас вклучени се во нападот влезот во собранието 27 април, тоа сето е едно спремање за избори, појачување на пропагандната машинерија. Гледаме дека и прокси партијата на Христијан Мицкоски, тоа е левица, се согласува за избори и повикува на некакво обединување на опозицијата. Обединувањето може да биде само со и зад Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто? Поради тоа што фронтот за вистина и правда веќе објавен. Поради тоа што левица е партија која што е проруска партија, која што имаше јасен транспарент дека НАТО се убици во собранието и доколку го кажат и доколку ги сменат своите политики и се откажат од своите ментори и финансиери, мајка Русија и татко Христијан Мицкоски, и тие се добредојдени во фронтот за вистина и правда. Нека се откажат, нека кажат дека НАТО е добро за земјата и дека се за Европската унија, затоа што Европа и проевропските политики, патот напред кон Европа е тоа што е главен постулат на нашиот фронт за вистина и правда. Ги повикуваме тука и имаме многу разговори со други партии, луѓе, поединци,
граѓански организации, видни интелектуалци кои што очигледно е дека сваќаат што се случува, дека оваа власт не прави ништо, дека нема добри политики за граѓаните, дека само не презадолжи 2,5 милиарди евра повеќе за само 2 години. Значајно го зголеми јавниот долг, никакви проекти во интерес на граѓаните, само проекти за нивен личен интерес. Кампањата со бугарите им пропадна. Зошто? Затоа што се докажа дека огромен број членовите функционери на ВМРО имаат бугарски пасоши, фирми, нивните семејства имаат бугарски пасоши. Затоа не го пуштија законот во собрание да највисоките владени функционери во државата немаат двојно државјанство. ВМРО ДПМН на тоа не се согласи. Едноставно тој закон го блокира. И да завршам со темата која што е втора, која што ја спомнав на почетокот, тоа е здравство. Само еден ден работеше 5 центарот и сега повторно е надвор од функција. Се сработија околу 10 пациенти, околу 15 пациенти на ден, кои што се најтешко болните пациенти, кои што имаат рак, од кои што животот им зависи од тоа снимање, затоа што тоа снимање ја одредува терапијата или модификацијата на терапијата. Во зависност од стадиумот во кој што се наоѓа болеста, сега се во ризик. 2,5 месеци не работи до сега. Итно да се среди овој проблем. Како знаат и умеат уште утре да биде 5 центарот во функција. Директно се загрозува здравјето и животот на најтешко болните пациенти во држава. Благодарам. Повелете. Само не кажа, според вашата тест можеме да заклучиме дека во моментот кога избегнувате изборите, кажувате дека сте подготвени за програма, дека имате така паѓа рейтингот на власта, зошто тоа на начин личите го избегнувате изборите? Не. Еве ќе повторам. Ние за избори сме спремни. Утре да се случи, за утре сме спремни за изборите. И со тимот и со програмата. Со мастер планот за Македонија и договорот со граѓаните кој што ќе го презентирам во текот на септември. 6 точки јасно, добро дефинирани, да знаат граѓаните зашто ќе гласаат, кога и да се случат следните избори. Сите најважни аспекти во однос на иднината на државата, во однос на зајакнувањето на системот, во однос на благосостојбата на граѓаните во оваа социјална држава, која што сега е ставена по страна, ќе бидат јасно, гласно напишани и објаснети. А за избори сме спремни кога и да бидат, ама нема да бидеме аливи. Нема да бидеме аливи. Христијан Мицкоски има 2/3 во собранието. Апсолутна власт. Може да распише избори кога сака. Зошто му е СДСМ сега? Зошто му е? Не навлегуваме во таа игранка. Човекот ќе распише избори кога повеќе нема да има пари, а пари снемуваат. Се повеќе и повеќе. Еве со овој став се чини како еве според толкувањето на ВМРО ДПМН дека бегат од изборно соочување со оглед на тоа што сите опозицијски партии прифатија веднаш да се години избори, дали може би со овој став вие се изолирате од опозицијата, вашата партија како лидер на опозицијскиот блок? Не се изолираме, напротив, ние сме лидери во рамките на движењето и фронтот за вистина и правда. Не се изолираме и избори ќе има. И ќе се соочиме на изборите, кога и да бидат, дали ќе бидат до година или ќе бидат за 2 години. Изборите ќе се случат. И тогаш граѓаните ќе треба да одлучат помеѓу оваа ненародна, корумпирана и криминална власт и нашите добри политики. Против оваа власт која што е заинтересирана само за себе, сака да купува авиони, да троши народни пари и ние кои што предлагаме зголемување на платите, зголемување на субвенциите во земјоделството, се што оваа власт одбива изминатите 2,5 години, не сега, од почетокот, од која владеат. Со оваа власт која што е помеѓу оваа власт која што е антиевропска, која што не држи изолирани, под влијание на српскиот свет. Не го кажуваме ние тоа. Европа го кажува тоа дека овде влијание има српскиот свет. И ние кои што сакаме слободна, развиена Македонија, интегрирана во Европа, таму кај што генерации и генерации порано се бореле да бидеме. Ќе завршиме тој пат и ќе има правда и европско обвинителство, сите инструменти на Европа со кои што оваа власт ќе одговара. Благодарам.